Утре во земјава ќе пристигнат првите вакцини против коронавирусот. Пратката ќе дојде од Србија. Примопредавањето според најавите ќе се случи на граничниот премин Табановце, а ќе присуствуваат и премиерот Заев и српскиот претседател Вучич. Уште минатиот месец беше договорено Србија да отстапи 8.000 своји дози набавени од американски Pfizer, кои земјава ќе ги плати. Процесот се одолжи поради потребата од законски измени. Покрај вакцините од Србија, наредната недела се очекуваат и дозите од кинески Синовак. Она кое што го очекуваме делот на кинеските вакцини 15 и 16, секако денес очекувам да се случи плаќањето од страна на нашата земја, за да може да се испланира пакувањето, обезбедувањето на превозот, кој што треба буквално од Кина да долетат преку авион сите овие 200.000 вакцини кои што ги нарачуваме, за да стигнат овде во Скопје. Така да денови се пред нас, кога ќе стигнат вакцините, она што е многу важно, системот ни е целосно подготвен. Од денеска со проблеми почна да функционира веб страницата за пријавување на граѓаните за вакцинација. Секој може да се пријави, а системот ќе утврдува кој ќе биде на приоритетната листа. Предвидено е вакцинацијата прво да ги опфати медицинските лица од ковид центрите и возрастните над 70 години. Целта е дневно да се вакцинираат по 2500 граѓани. Освен кинеските и Pfizeровите се очекуваат и вакцини од AstraZeneca од Ковакс механизмот, како и најавената помош од Европската унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денес ке изјави дека Западен Балкан е иземен од ограничувањата за извоз на вакцини од територијата на ЕУ, без да прецизира кога Унијата би можела и во практика да ја спроведе јавно декларираната намера да му помогне на регионот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.